Добро вечер. Добро вечер. Ало? Да, поведете. Добро вечер. Да. Емисијата е прекрасна. Би се осврнал само на двете... Малку ве молам, стишете го телевизорот, за да можеме ние подобро да ве слушаме. Бидете љубезни. Би се осврнал на двете... Малку погласно, молам. На двете прашања би се осврнал. Би го запрашал вашиот гостин да ни каже нешто во врска со балистите, кои биле и која била нивната цел, мислам од нивна гледна точка. Второ, некој од гостите да одговоре кога се одел на Сремски фронт, некој сакале да одат на Солунски фронт. Дали тогаш политиката била таква и дали можело да се иде на Солунски фронт, ако веќе било помеѓу големите сили договорено поделбата границите, одредувањето на границите? Добро, ви благодарам многу. За балистите малце подоцна имам и исечок од една дебата во Чуму пред речиси 2 години на оваа тема, но за Солунски фронт велешаните беа стрелани меѓу другото, нели, заради таа идеја. Има директно повод. Да, има еден друг карактеристичен случај во Скопје, каде што еден дел од младинските бригади не сакаат да заминат на Сремски фронт, па сакаат на Солун и така натаму. Тоа се познатите историографски настаните на Скопското калене или на 6-7 јануари 1945 година и набрзо и во Штип се случува истата таа побуна на артилериските бригади, кои не се согласувале со тоа да го ослободуваат Берлин, или паролата била од име на Берлин, барале да се помогне на македонските антифашистички сили во егејскиот дел на Македонија и да се таа идеја за обединета Македонија нели била присутна многу жива, бидејќи во воено време се решаваат и такви прашања на обединување, на формирање на нови граници на држави и така натаму. Како дојдете до сознанието дека и дел од велешените беа обвинети за таа автономистичка идеја, да речеме? Контекстот е овој. После бунтот на Скопје доаѓа и Темпо доаѓа. Под наредба на Ранковиќ доаѓа Темпо како генерал, началник на генерал-штабот на армијата и началникот на КОС. И во време се појавува бунтот и во Штип. Евсто Шашич, началникот на КОС, оди на Штип и кај Белешкото езеро, тогаш кој не постоело, тука има на рекичкот кој денеска се полни езерото, и баш се враќа на несреќа. И запира у Велес и се случува што се случи. Тоа е едниот дел од врската, значи Велес. Инаку во прашањето на има една жалка на нашиот гледач, дали можело тогаш, дали било реално македонските борци да одат на Солун. Било, затоа што македонските борци не били информирани што се случило на Јалта и делбата на светот меѓу четворицата големи. Така што природно било да се појде на Солун, одnosno да се оди на Срем. Сега грешката е тоа што не биле доволно информирани родолюбците дека треба да одат прво на Сремски фронт. Добро, мислам дека имаме гледаш. Добро вечер. Ало. Да, поведете. Добро вечер. Сергинов Костадинов Скопје. Поздрав до водителот и до присутните на емисијата. Јас сум друг по мајка на Панко Брашаров. Поведете. Со задоволство ја следам оваа емисија и ги готвам сите збори што ги кажуваат историчарите. Историчарите изнесуваат работи од историска гледна точка, меѓутоа за дел од животот на Панко Брашаров немаат ништо чепнато. Јас сум свидетел на апсењето на Панко Брашаров. На 11.12.50 година во 6 часот во Водно на улица Владимир Назор дојдоа службени лица кои упаднаа во станот. Тоа е приземна куќа, беше и горе на спрат. Не собраа сите во една соба и 2 часа вршеа претрес во станот. После тоа направија записник и го видов за последен пат мојот дедо како го изнесува 2 униформисани лица. Он беше облечен во војнички шинел и на излегување после стара мајка покојна кажуваше, го прашала од она неколку пати присуствувала уште во Велес на апсењето на Панко Брашаров. До кога ве вака Чичко Панков? Чичко ти Панко пак настрана мочал. Тоа биле последните зборови што ги изговорил Панко Брашаров. Иначе, ја поседам документацијата, еве пред мене
број 26 народен пратеник оригинал на Панко Брашнаров и го земав и досието од удба, само тоа е како и другите што зборат присадни многу скратено. И побарав и тие ако дошите да ми ги дадат и за тоа платев таму. Меѓутоа ништо до сега никој не се јави. Така да историчите само кратко ќе видам, ако ги интересира нешто, имаме и постари браќа тука во Скопје живи, можат, ја поседам целата документација на Панко Брашаров, од неговото учествување во Велес, оригинал документи, крштеници, пасош, све тоа кај мене. Добро, очекувате посилачевска да ви затропа на врата. Благодарам, се не вам. Ви благодарам многу. Дали имаш некој гледаш? Добро вечер. Добро, до следната рунда диалог со нашите гледачи. Она што е да го завршиме процесот на прашањето на рехабилитацијата. Што значи законот за социјални права? Појдете подгрче. Законот за социјални права проидете како една од потребите, неминовностите на оваа општество, да се наврати и на оваа табу тема и на неправдата, на некој да се исправи. А директен повод е член 36 од постојниот устав на Македонија, во кој кажува кои се уживатели на специјални социјални права. И таму се кажани три категории. Прво, борците од антифашистичка војна и сите војни ослободителни за Македонија. Второ, воени инвалиди и трето, борците за македонската кауза, за македонската државност и самостојност. И господата борци кои беа членови на комисијата, тоа го прифатија 1991 година и тоа е запишано во уставот, и да на него се во Сдруженијето на затворениците за македонската кауза се сетија 10 на години подоцна и го преточија во закон. Закон за специјалните социјални права. И тогаш сојуз за борци се дигна и да прашуваат кој е тој закон, кои се тие борци, не постојат. И така да биде негаторски, седо дека им кажавме дека нивните членови во Уставната комисија на Македонија гласале за тој член 36. И како се докаже дека постои уставна основа, тој закон помина ни собранието, значи тоа е за социјални права, и беше усвоен на последната седница од ВМРО-ското свикување во јули 2002 година. Последна точка тој закон помина, со тоа што имаше лоша судбина, како што можеше се очекува, дежурните болшевици поднесоа неколку барања во Уставниот суд и Уставниот суд ги поништи 4 највитални членови на тој закон, и тој сега преработен и после толку години повторно се враќа во собрание и позва да наидува на тешкоти да биде усвоен. И тоа е за социјалните права, да се разбере. Али но чекор или исчекор голем во оваа смисла. А во време се ние поднесовме одборот за семејствата на страдани без судење во Велес, поднесовме закон за поништување на пресудите, како монтирани и невистините и незаконски. Затоа што сите се и убиството во Велес се покриени накнадно со пресуди кои се измислени. И тој закон исто така помина целата процедура у собрание заедно со овој социјалните права, но по некоја чудна случка на тоа гласање на последната седница не помина тој закон.